Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, на почетокот од денешната епизода ќе завршиме со обработка на глава 22 од Евангелието според Лука, во која покрај другото имаме извештај за тоа како Исус беше фатен, на некој начин уапсен, со цел да биде погубен. Како што видовме во минатата епизода, кога со своите ученици отиде во Гетсеманската градина, Исус беше предаден од страна на Јуда и уапсен од страна на вооружени лица. Додека се случуваше тоа, апостолот Петар му го отсече увото на еден од вооружените лица, а Господ Исус го исцели. Всушност, тоа е последното чудо кое тој го направи пред да биде распнат. Кога го стори тоа, Господ Исус го укори Петар, велејќи му да го врати ножот во својата футрола. Поентата на тој негов укор беше да им даде до знаење на своите следбеници дека Царството Божјо не се воспоставува на сила или со насилство. Стихови 63 до 65. А луѓето што го држеа Исус му се подсмеваа и го тепаа, па откако го покрија, го удираа по образите и го прашуваа велејки: проречи кој те удри, и многу други хули рекоа против него. Има многу детали на кои е добро да се обрне внимание во однос на Исусовото фаќање и судење, но, генерално гледано, можат да се забележат многу недостатоци во целиот процес. Најважно од се е тоа што, иако сакаа да го судат за кршењето на Мојсеевиот закон, сепак и тие кои му судеа исто така го прекршија законот. Например, тие му судеа ноќе, а тоа е спротивно на Мојсеевиот закон, во кој се вели дека на луѓето не треба да им се суди ноќе. Додека го слушаше, првосвештеникот ја расцепи својата облека, поради наводното богохулие од страна на Христос, а на првосвештеникот му беше забрането да ја кине својата облека. Луѓето кои му судеа на совршениот Божји син беа вистински лицемери. До ден денешен има такви кои се осмелуваат да го критикуваат Господ Исус и некои негови постапки, а самите тие кои го критикуваат живеат во многу гревови. Патем, во стиховите кои ги прочитавме се вели дека војници го удираа и бараа од него да погоди кој го удрил. Ова била позната така наречена игра помеѓу римските војници, со кои се изживувале врз некои затвореници. Во оваа игра затвореникот никогаш не можел да победи, бидејќи дури и да погодел кој го удрил, тие ќе негирале. На крајот од оваа така наречена игра, затвореникот бил исцрпен и целиот во крв. Верувам дека тоа е причината поради која Господ Исус сам не можеше да го носи својот крст. Во секој случај, тука имаме слика за тоа што се Создателот претрпе со цел да ги спаси созданијата. Ќе продолжиме со читање на текстот, стихови 66 и 67. А кога се раздени, се собраа старешините народни, првосвештениците и книжниците, и го воведоа во Синедрионот и рекоа: ако си ти Христос, кажи ни. Но тој им одговори: иако ви кажам, навистина нема да поверувате, и ако ве запрашам, нема да ми одговорите. Од сега, Синот човечки ќе седи одесно од силата Божја. Нив ги интересираше дали тој е помазаникот, а Исус им одговори, велејќи дека наскоро ќе седне од десната страна на небесниот татко. Овој негов одговор е поврзан со текстот од Псалм 110. Ке продолжиме со читање, стихови 70 и 71. И сите рекоа: ти ли си значи Синот Божи? А тој им рече: вие велите дека сум јас. А тие рекоа: какво сведоштво ни треба уште? Ние самите чувме од неговата уста. Ова е главното обвинение поради кое тие сакаа Исус да биде распнат.
Но не можеа да го однесат пред римските власти со тоа обвинение, бидејќи за римјаните тврдењето дека Исус е Месија не беше казниво со смрт. Кога го донесоа кај Пилат, религиозните водачи го променија обвинението. Ќе ги прочитаме првите 5 стихови од глава 23. И сето мноштво се крена, па го доведоа кај Пилат и почнаа да го обвинуваат, велејки: го најдовме овој како го одвраќа народот наш и забранува да се дава данок на царот, и вели за себе дека тој е Христос и цар. Пилат го запраша велејки: ти ли си царот јудејски? Тој одговори и му рече: ти велиш. Пилат им рече на првосвештениците и на народот: јас не наоѓам никаква вина кај овој човек. Но тие и понатаму велеа дека тој го побунува народот и поучува по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја па до овде. Религиозните водачи, поддржани од толпата, го обвинија Исус дека започнува еден вид на востание. Во очите на римската власт, тоа е сериозен прекршок, кој римјаните сметаа дека мора да се казни за тоа востание да не излезе од контрола. Стихови 6 и 7. А Пилат, штом чу за Галилеја, запраша: зар е овој човек галилеец? И кога разбра дека тој е од областа Иродова, го испрати кај Ирод, кој во тоа време исто така беше во Ерусалим. Во тие денови, за време на Пасхата, Ирод дојде во Ерусалим и мислам дека тоа воопшто не беше случајно. Пилат сакаше да ја префрли одговорноста кај Ирод и затоа го прати Исус кај него. Стих 8. Ирод, кога го виде Исус, се зарадува многу, бидејќи одамна имаше желба да го види, зашто беше слушнал многу за него, па се надеваше дека ќе види некое чудо направено од него. Може би ќе се сетите, но Ирод сакаше да го види Исус предходно, а Господ Исус не ја прифати таа покана. Не само тоа, туку го нарече лисица. Тоа е запишано во Евангелие според Лука, глава 13, стих 32. Продолжуваме со читање на текстот, стих 9. И му поставуваше многу прашања, но тој ништо не одговори. Господ Исус немаше што да му каже на овој човек. Ирод беше толку затапен во својата совест и што и да му кажеше Господ Исус, мислам ке немаше никаков ефект. Стихови 10 до 12. А првосвештениците и книжниците стоеа и непрекинато го обвинуваа. Ирод пак со војниците своји, откако го понизи и му облече светла облека, го прати пак кај Пилат. Во тој ден Пилат и Ирод станаа пријатели, зашто порано беа скарани меѓу себе. Пилат и Ирод до тој момент не беа во добри односи, но се чини дека заедничкото непријателство кон Господ Исус ги зближи. Стихови 13 до 15. Пилат ги повика првосвештениците, управниците и народот, па им рече: ми го доведовте овој човек како бунтовник на народот, а еве, јас пред вас го испитав и не најдов кај него никаква вина во она за што го обвинувате. И Ирод исто така, зашто го пратив и кај него, и ете, тој не направил ништо што би заслужувало смрт, па затоа ќе го камшикувам и ќе го пуштам. Запомнете ги овие зборови на Пилат. Првично, тој рече дека не нашол никаква вина поради која Господ Исус заслужува смрт. Иако се чини дека Господ Исус беше на суд кај Пилат, всушност, Пилат на некој начин беше пред Божиот суд, бидејќи му беше дадена приликата да се сретне со Господ Исус и да донесе заклучок за него. Знаете, секој човек треба да донесе одлука како ќе му пристапи на Господ Исус. Да, вистина е дека не секој човек ќе има прилика да се сретне со Исус како Пилат што го стори тоа. Но, преку Светото писмо, Бог ни открил доволно информации за неговиот син. На нас останува дали ќе го прифатиме како Божји син и Месија или пак ќе го отфрлиме. Тоа не значи дека ние го одредуваме идентитетот на Божјиот син,
туку прашањето е дали ќе бидеме доволно мудри да препознаеме кој е тој, или пак заслепени од својата суета или притисокот од надворешниот свет, ќе останеме духовно слепи, не препознавајки кој е тој. Патем, Пилат им кажа на религиозните водачи дека не нашол никаква вина поради која Исус заслужува смрт и неговата првична одлука беше да го даде Исус да биде камшикуван. Со тоа сакаше да направи компромис, од една страна да се води според објективната вистина за невиноста на Господ Исус, а од друга страна да им угоди на религиозните водачи. Стихови 17 и 18. А тој требаше за празникот да им ослободи еден затвореник, но сиот народ повика говорејки: земи го овој, а пушти ни го Варава. Народот сакаше совршениот Божи син да биде казнет со смрт, а разбойникот по име Варава да биде ослободен. До ден денешен се чини дека ништо не се сменило. Поради својата грешна природа, луѓето повеќе ја сакаат темнината од светлината. Стихови 20 до 26. Пилат одново извика гласно дека сака да го пушти Исус, но тие викаа велејки: распни го, распни го. Тој и по трет пат им рече: та какво зло направил овој? Јас не најдов во него ништо што заслужува смрт, па затоа ќе го камшикувам и ќе го пуштам. Но тие постојано настојуваа со голем вик и бараа да биде распнат, и надвладеа нивниот вик и оној на првосвештениците. И Пилат одлучи да го исполни нивното барање, па им го пушти затвореникот кој беше во темница заради бунт и убиство, оној за кого молеа, и Исус им го предаде на нивната волја. Кога Пилат конечно требаше да донесе одлука во однос на Господ Исус, тој потклекна под притисокот на толпата и им го предаде да биде распнат. Кога станува збор за Господ Исус, немојте да дозволите светот да влијае на вашето мислење за него. Тоа сигурно многу ќе ве чини. Стихови 27 до 30. А по него одеа многу луѓе и жени, кои плачеа и ридаа за него, но Исус, кога се заврте кон нив, им рече: Керки Ерусалимски, не плачете за мене, туку плачете за себе и за своите деца. Зашто ете, се приближуваа деновите кога ќе се рече: блазе на неплодните и на утробите што не родиле и на градите што не доеле. Тогаш ќе почнат да им велат на планините: паднете врз нас, и на ридиштата покријте не. Замислете, Господ Исус вели дека доаѓаат денови кои ќе бидат толку тешки што жените кои не можат да раѓаат деца ќе бидат наречени блажени. Во писмото јасно се вели дека пред да настапи крајот на светот, човештвото ќе се соочи со страдања какви што немало никогаш претходно. Всушност, во стиховите кои ги прочитавме, Господ Исус зборува токму за тие страдања. Стихови 33 до 35. И кога дојдоа на местото наречено Черепница, го распнаа таму него и злосторниците, едниот одесно, а другиот одлево. А Исус рече: Оче, прости им, зашто не знаат што прават. И кога го делеа облеклото негово, фрлија ждрепка, а народот стоеше и гледаше, се подсмеваа заедно со народот и првосвештениците, велејки: други спаси, нека се спаси и сам, ако тој е Христос, избраникот Божји. Дали Господ Исус можеше да се спаси себе си од таа смрт на крстот на Голгота? Се разбира дека да, но ако го стореше тоа, тој немаше да биде наш спасител. Исус доброволно ги претрпе страдањата на крстот поради неговата љубов кон нас. Тој умре за да плати за нашите гревови. Стихови 36 до 38. Исто така и војниците се подигруваа со него. Приближувајќи се, тие му принесуваа оцет и велеа: ако си ти царот јудејски, спаси се сам. А над него имаше надпис напишан на грчки, латински и еврејски, и тој гласеше: овој е царот јудејски.
Надписот кој го поставија врз главата на Господ Исус беше напишан на 3 јазици. На грчки, затоа што во тоа време грчкиот беше јазик на интелигентноста, на образованието, литературата и науката. Написот беше напишан и на латински. Тоа беше јазикот на законот, редот, војската и владетелите. Но зборовите овој е царот јудејски беа напишани и на еврејски. Тоа беше јазикот на религијата. Се разбира, римјаните не веруваа дека Исус е јудејскиот цар. Овој надпис беше ставен во вид на подсмев кон него. Ке продолжиме со читање, стихови 39 до 41. Еден од распнатите злосторници хулеше на него, велејки: ако си ти Христос, спаси се себе, самиот и нас. А другиот кога одговори, го искара и рече: зар и од Бога не се плашиш кога си веќе и сам осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела, но тој ништо лошо не направил. Во други евангелија се вели дека двајцата разбойници се исмеваа со Господ Исус. Врз основа на таа информација и стиховите кои сега ги прочитавме, јас верувам дека на почетокот двајцата се исмеваа со него, но по некое време еден од нив свати дека Господ Исус не е грешен човек како нив и затоа рече дека ништо лошо не направил. Можеби овој човек знаеше дека Варава требаше да виси на тој крст, а сепак наместо Варава го распнаа Господ Исус. Како што Исус умре за Варава да биде слободен, така тој умре за секој од нас да ја има приликата да биде слободен од гревот и неговите последици. Стихови 42 и 43. И му рече на Исус: сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Во тој ден, разбойникот, кој според римскиот закон не заслужуваше да живее на оваа земја, по смртта се разбуди жив во Божјото царство. Иако низ животот направил многу гревови и беззаконија, сепак, поради неговата вера во Господ Исус Христос, овој човек доби простување на гревовите и спасение. Сигурен сум дека не знаеше многу нешта за Господ Исус, но знаеше доволно и веруваше доволно за спасение. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. Имаме уште 2 епизоди од Евангелието според Лука. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.